Стилизирани виножита, пораки за силно врзување на централната со локалната власт, забари, доктори, джудисти, спортисти, сето тоа зачинето со вегета и сонцата од Кутлеш, даваат еден поинаков тек на оваа кампања за локални избори. Но дали пораките се добро пратени и добро примени или само добро платени, а слабо забележителни? Колку говорот на граница на омраза, негативната кампања која доминира во јавниот дискурс, влијае на привлекување или одвраќање на граѓаните да го заокружат некои од броевите на многуте кандидатски листи. Вечерва на оваа тема во 24 отворено разговараме со Ангелка Пеева Лауренчич. Добра вечер, добре дојдовте. Добра вечер, добро ве најдов. Марина Тунева, комуниколог. Добра вечер и за вас. Добре дојдовте. Игор Шокаровски, универзитетски професор по дизајн и мултимедија. Добра вечер и за вас. Добра вечер и до вас. Пеева, забележав во најавата веќе дека дел од оние елементи што ја одбележуваат оваа една недела можеби од кампањата, ако треба да дадеме една генерална оценка после овие денови, има ли инвенција и нов модерен пристап во оваа изборна кампања? Прво, ова се локални избори и не можеме да кажеме дека се исти или еднакви како оние кога се работи за нешто што се бира на национално ниво, председателски или парламентарни. И токму ради тоа, затоа што имаме 83 општини плюс Скопје, прилично се шаренолики. Тоа што вака на прва ми паѓа во очи е дека големите се прилично стерилни во кампањите, но имаат доста скапи кампањи, ги има прилично многу и секаде се присутни. Од друга страна, малите или условно речено независните се обидуваат да ги челенџуваат, ги предизвикуваат и гледаме некаква креативност. Кога ќе речете големите се прилично стерилни, тоа значи го задржа оној стар израз, да речеме, на комуникација и од аспект на маркетинг и од аспект на еден однос со граѓаните? Ако ги земете носечките видео платформи кои што ги нудат и не знаете за кого се работи, само ги замените на крај подписите, ви тврдам дека нема да направите голема разлика. И тоа е нешто што би требало во суштина со тек на време и да се менува. Затоа па малите се малку по-креативни во тој правец. Тунева, рекламните пораки, дали во телевизиите или на паноата, често одат и кон негативна кампања. Тоа можеме исто така да го забележиме. Сметавме дека ова сме го надминале веќе, меѓутоа секоја кампања одново ни се враќа како нешто веќе видено. Зошто мислите дека е тоа така? Ке тргнам од тоа што го рековте, веќе видено, да, апсолутно, а негативизмот во водењето на кампањи постоело од секојаш, ке постои за жал и понатаму. Очекувана појава, меѓутоа некако сметам дека во начинот на кој што се настапува треба да се канализира комуникацијата и доколку веќе се употребува тој негативен пристап и се употребува критика, таа критика да биде издржана. Она што разочарува е кога ќе се забележи дека има случаи на преостра реторика, кога се критикува, кога стратегијата подразбира во најголем дел негативизам и критика на противникот, неиздржана честопати критика на противникот, без да се понуди своја стратегија, оригинална, автентична, така што се надоврзувам на она што беше кажано и претходно, веќе препознатлив настап, кој што за жал не може да се стави во категоријата на иновативен пристап. Не можам да забележам дека станува збор за една афирмативна стратегија на одвивање на кампањата, користење на ефективни пораки, а аналогно на тоа и користење на ефективни слогани. Но се уште е можеби рано да почекаме да видиме на крај што ќе покажат и анализите, што ќе покажат и перцепциите на граѓаните, а инаку негативизмот да очекуване, меѓутоа ние пак не смееме да бидеме како граѓани заложници на тој негативизам и постојано да бидеме изложувани на таков тип на пораки. Сега, ако некој решил да кампањата да ја прави на таков начин, тогаш и неговиот противник можеби е некако нормално да возврати на тоа. Бидејќи знаеме дека ако некој веќе е изложен на критика, се критикува и неговата личност, и неговата работа, и неговите досегашни искуства, стратегии, настапи и така натаму, тогаш публиката некако
или дел од публиката ќе поверува на тоа. Ако не се возврати на тоа и не се одговори, тогаш условно речено противникот ќе Да, се уште биде сме далеко од тоа засегната да не си возвраќаат политичките Да, противници. Веројатно Шокаровски, колку се инвентивни или неинвентивни пораките што ги гледаме да новиве што се вртат на екраните или на билбордите Забележуваме од промена. аудио и аудиовизуелен аспект, еве да речеме. Забележуваме промена од претходните локални избори. Пред се прво што една партија, да пример, се врти кон така наречениот источен сегмент каде што прво лице не е кандидатот, туку општеството. Диспозиционно кон тоа дискурсот, правени диегеза која што е приближена кон руската сегментологија на семиологија на пристап кон прикажување на работите. Недостасува повторно исклучувањето на оние битни работи во однос на изработката на тие дела. Не мора тоа што го кажува сликата да го кажува текстот. Одстапките во однос на сезнањето во секоја област на одредени лица кои што се представени како избор на партиите за нивни или самостојни кандидати. Колор композицијата во однос на индиспонирање на вистинскиот кандидат, искреноста и можеби нешто што е премногу застапено е зборот јас кај некој од кампањите, бидејќи лес измор секогаш во минимализмот, колку помалку зборуваш за себе, а другите како што зборува Нели Селиери за Моцарт, некој таков пристап не видовме. Не видовме пристап, да речем, некоја загрозена врста птици да зборува дека со ов персонифицирано, со ов текст дека е благодарна што некоја личност инвестира во незиното живеалиште, а без да го видиме ликот. Недостасуваат сегменти како што се вложувања во одредени, да речеме, една година ослободени од енергија, електрична плаќање некои. Добро, но гледаме пораки во смисла, ете, ќе направам канализација во тоа и тоа село или ќе изградам мост во тоа и тоа место. Да, ќе останува да доминира. Знаете во кој контекст зборувам ова? Најголемо алумни на тие кандидати се нивните дела. Добро, ама зошто не ќе? Па ќе е нешто што е ветување, нели? Ако Како поинаку да се изразат еден партиите? предлог, ако направите еден барометар на почетокот на емисијава и потоа проверете ги податоците во однос на безоглед сегменти на ангажирани гласачи и споредете го, ќе видите дека Луѓето се уморни од ќе, сакате да кажете кај нас, или во светот тој тренд веќе не е... Ветувањата веќе во светот не се представуваат преку кандидатите, туку преку одредени други форми кои што симулираат вредности на кандидатите. А дури кандидатите во својата честност представуваат и свои слаби страни кои што ги имаат и кои што им помогнале да се озреат. Добро, Пеева, сакавте да се вклучите? Зошто ке? Затоа што голем број од кандидатите се за прв пат кандидати, односно не биле во можност да покажат што можат и што знаат, и затоа е многу логично да го имаме овој пат многу почесто ке отколку во парламентарни избори. Затоа што сега толку е широка приказната што се нуди кон граѓаните, да ние во едно место зборуваме за канализација и асфалт, а на друго место зборуваме за театри и кина. Значи, диапазонот е преширок за да можеме да генерализираме какви се овие пораки што сега ги добиваме. Сега добиваме број на пораки кои што нема човек на светот кој што може да ги абсорбира. Енормно многу. Секој треба да се фокусира на местото каде што живее. Не можете генерално да ја сведете приказната, затоа што таа не е иста во Карбинци и во центар. Тоа се две различни приказни. Каналите, како ги допирате своите гласачи се различни. Јазикот на кој што зборувате им е различен. Начинот на кој што комуницирате им е различен. Ние не можеме да сведеме и да кажеме оваа кампања е тотално досадна. Може би таа е досадна за еден сегмент од граѓаните, но за друг сегмент е многу важна. Што можеме ние да видиме сега? Партиите се борат, односно кандидатите сакаат да добијат довербата. Повеќе од било кога ми се чини дека граѓаните ќе гласаат за личност. Затоа што довербата е пазарната вредност која што во оваа кампања се нуди.
Добро, но сепак се уште имаме кампања од типот каде што, да речеме, премиерот шета со 20 на градоначалници од неговата партија, кандидати за градоначалници, и тоа апелира кон граѓаните, значи верувајте им на овие, затоа што ние имаме силна симбиоза меѓу централната и локалната власт. Како тој тип на пораки се сваќаат? Па, во кампања сите средства се користат. Веројатно, проценката на тој штаб е дека тоа ќе му помогне на кандидатот соодветно на предлозите, односно програмата што ја понудил пред граѓаните, и таа програма веројатно има некаква конекција со одлуки од централната власт. И тоа е прашање на проценка колку е добро. Веројатно се работат истражувања и нивните бројки покажуваат дали тоа им носи бенефит или им одзема. Ми се чини дека граѓаните не ми се чини, сигурна сум, уморни се од политика. Значи, навистина се уморни и не се спремни и немаат капацитет да ги примат сите тие пораки што им се нудат во овие 21 ден. Да се разбереме, кампањата трае 21 ден. Започна на 29 месецот, 29 септември, и ќе трае до 15 октомври. Но, кампањата кај нас де факто почна многу порано. И ниту едно тело, ниту една институција не подигна рачна и да каже, чекајте, се уште е рано да прибираме гласови од граѓаните. Имаше некои забелешки од антикорупцијската тоа беше комисија, многу но млака не, приказна. не случајно го поставив ова прашање, еве Тунева и Шокаровски може да се надоврзате. На моменти се добива впечаток како да сме во парламентарни избори. Не цело време се разбира, има и кандидати кои што се осврнуваат директно на проблемите на граѓаните, но ги имате овие главни политички фаци кои што мислат дека ја водат со себе масата, луѓето, и дека од нив треба да извира политичкиот потенцијал и на кандидатите за градоначалници. Токму тоа сакав да го речам. Навистина, во даден миг и не може да се направи разлика за каков тип на кампања станува збор. Иако ќе речам, се уште е рано, можеби не чекаат изненадувања, понекогаш, нели, изложени сме и на тоа. Меѓутоа, ако судиме од перспектива на обичниот граѓанин, или пак од перспектива на граѓаните кои што се недоволно информирани, што и очекувано можеби во вакви околности, ние не можеме да дојдеме до една сеопфатна информација за што станува збор. Ниту можеме како граѓани да се информираме во целост, да не упати и некој да не води во процесот. Па така ќе добиваме прашања од типот каде можам да најдам податоци, како се одвиваат локалните избори, кој учествува и така натаму. Знаете, понекогаш шокираат тие базични основни прашања за кои што не постои подготвеност да бидат одговорени. И мислам дека дискурсот што се употребува и во оваа кампања е и сличен како да станува збор, како што рековте, парламентарни избори се користат, значи централизирани пораки, се поврзуваат со некакви действија на власта, на опозицијата и така натаму. Па тоа е за така, веројатно затоа што опозицијата вели ако ние победиме, после ова следуваат предвремени избори. Власта обратно вели ние ќе победиме и ќе си го тераме мандатот до крај и оттаму се влечат претпоставувам знаете кој е крајниот ефект од тоа? Конфузијата кај гласачите, тие кои што треба да бидат информирани. Значи во секое демократско општество и кампањите и изборите се прават на начин што ќе се едуцира гласачот, ќе му се понудат информации, па самиот тој да процени како понатаму ќе гласа. Не значи да се изнудува да гласа на одреден начин врз основа на постојаната изложеност на некакви негативни или друг тип на пораки, туку да добива информации кои што ќе го упатат што и како ќе прави понатаму. А инаку негативизмот во кампањата, повторно, значи ќе се навратам на тоа, не е ништо неочекувано и невообичаено. Во крајна линија, луѓето се навикнати да бараат и слушаат таков тип на информации, се поклопуваат со нивните асоцијации во однос на таквите настани изборите. Facebook деновиве, мислам дека има еден куп нови партиски ботови кои што преку различни групи или мрежи формираат
јавно мислење за некој кандидат или против кандидат. Најстрашно од секога тука се дозволува на тие платформи преку таквите актери во процесот да се пласираат дезинформации, лажни вести, манипулации и така натаму. И тоа е појава што се дискутира не само во државата, туку и на глобално ниво. Многу побитно е за време на избори да се активираат и други битни чинители кои што може да ги помагаат граѓаните упатувајќи ги на изворите на малициозни информации, на пропагандни и манипулативни техники. Инаку политичките актери ќе се борат на многу начини, а понекогаш и на сите начини што им стојат на располагање. Меѓутоа, треба некој да ги води и да им помага на граѓаните. Тука имаме сериозен вакуум. Да. Во тој контекст и госпоѓа Лоренчи спомена од канализација до било каков проект голем, недостасуваат не е само се во маркетирањето во електронските медиуми и мрежните медиуми, кои што има 4 пати помала вредност, дури бесплатно емитување, па така да е многу полесно да се емитуваат реклами. Недостасуваат делат. Еве, канализацијата и банката или канализацијата и пловниот вардар, било која од тие реклами кои ги поврземе. Никому не му текнува во тој ек на кампања да ги срба шахтите во Скопје, да направи социјално добротворна работа, да ги спаси од корозија, а наистина да направи свој печат дека ги заштити заради тоа и тоа. И за тоа ќе се зборува. Се недостасува таа герила in-between кампања која што овозможува, Виена го има тоа на секоја шахта. Уште пред канцеларот Курц да биде избран. Тоа го направи... Да, но не би се согласил до крај. Има листи, посебно овие независните, дел од независните листи или дел од помалите, условно речено, партии, кои грчевито се борат да освојат некој советник или да влезат во советот, за градоначалници е многу тешко да пробијат, кои што го прават тоа. Имавме такви примери и не само во Скопје, во Битола, со герила акции, каде што поттикнуваат... Дали видовте шахта некоја изфарма? Не видовме шахта, но видовме други работи, например. Меѓутоа, повторно станува збор за мал обем. А дали се согласувате дека секој граѓанин во Република Македонија, доколку би се случило тоа за шахтите, и на кафе ќе зборува за тоа. И тој кандидат ќе добие многу голема диспозиција во аспект. А во однос на дискурсот добро, но имавме еве друга работа се случи. Например, на една од листите, впрочем на опозиционата партија, еве да бидеме попрецизни, има некое стилизирано виножито. Што тоа алудира, еве според вас? Девојчето од ОС, поменување под виножитото, среќа, успех, некој ќе рече сака да прави некој дискурс, да, повеле. Вака, ставиле различни елементи, не само тоа виножито, ние се што можеме да видиме, јас не знам ни колку кандидати точно има во моментот кои што се пријавени како самостојни или дел од партија и партии, значи фолклорот е огромен. Но еве една препорака начална на граѓаните како ќе го одберат најдобрата личност, жена или маж, сеедно. Значи, ние кога одбираме во локални избори, одбираме човек или жена која што не е исто како кога бираме парламентарец или парламентарка. Нас ни се потребни, значи, помобилни луѓе, флексибилни, менаџерски ориентирани. Имаме ние во нашата кратка историја многу примери на просечни парламентарци, а одлични градоначалници. И обратно. Просечни градоначалници, а одлични парламентарци. Затоа, велам, фали таа фокусираност на личноста. Што е тоа што ќе го добие општината со човекот или жената кој што им се нуди. Општите приказни дека е чесен, човек од доверба, жена од доверба, работлив, работлива, вреден, вредна, секако да сум ви кажала добар ден. Сите тие ги имаат сите тие епитети пред своето име уште пред да се кандидираат. Која е разликата, која е unique selling point, односно која е разликата на кандидатот од останатите кандидати, пошто тој се разликува од другите? И при тоа доктори, например. Мислам, тоа стана модерно во кампањава, многу ми падна, значи имаме еден куп кандидати за градоначалници, па и за совети, што се доктори. Некако партиите се грабаат за нив. Секоја криза е предизвик и сега кризата со пандемијата им ја покачи цената на докторите во јавноста. Врзуваат повеќе луѓе,
поголема е довербата, како што кажав претходно, во политиката производот е доверба. И влечат повеќе гласачи. И затоа за партиите се тие интересни да им ги понудат на граѓаните како нивен производ. Едно време беа многу модерни професорите. На почетокот на 90-тите па се до 2000-та, кога професоратот имаше едно прилична голема тежина во општеството и професорите врзува А голем која е број. гаранцијата дека еден доктор или еден професор ќе биде добар менаџер, она што рековте? Па сме нема видели- гаранција ни нема. дека некој менаџер ќе биде добар менаџер во политиката. Нема гаранција. Политиката е таков вид професија каде што вие и да промашите не плаќате, плаќаат сите. И затоа е многу важно кога бирате да одберете тоа што вас ќе врши работа, наместо да одберете нешто затоа што сметате дека така колективната јавност смета. Тука грешките се многу скапи. Да, повеќе. Искрено ми смета во однос на пораките, ќе се навратам на вашето прашање, не постои конзистентност. Значи, како да се соочуваме, генерално зборувам, не зборувам за сите нормално, конзистентност во пораките и во реториката која што се употребува пред избори или за време на избори, во изборниот период кампања, како да се појавува сосема нова личност на сцена, како да ја менува, да го менува рувото што го имала досега и зборува со еден сосема нов речник. Сакам да забележам дека постои континуитет во настапот, дека се надоврзува на она каде што застанал или каде што застанале претходниците, за оние кои што се нови. И тука како граѓани треба да ја следиме таа конзистентност. Тоа најмногу според мене може да продава. Инаку да бидеме малку нели афирмативни во однос на некои техники што ги забележуваме, се појавуваат нели актери со различни професии, различни позиции, тука не гледам никаков проблем се додека се подготвени. И се додека умеат и добро да настапуваат и да бидат реалистични во настапот. Ние треба да слушаме за програми, стратегии и пораки кои што не упатуваат кон нешто што значи реалистично, остварливо и проверливо, за да може да видиме за известно време дали тоа ќе се оствари, а да не одиме со идеи кои што се сведуваат на ниво на гротеска. Значи, нешто што треба да е реално опипливо возможно, па и до степен да се биде искрено околу настапот, но таа искреност да не биде противникот мој ги направи сите можни штети на овој свет, јас сите ќе ги коригирам. И граѓаните не веруваат на тоа. Изложени се значи на тие пораки, меѓутоа не веруваат, губат доверба и како што рековте вие на почетокот, како да им здосадува и не сакаат веќе да се вклучени во таквите процеси или рековте и вие чекаме едва да завршат изборите, да заврши кампањата, да не се постојано изложени на тие пораки. Во ред е да се повторуваат пораките и граѓаните редовно да ги слушаат и да има ликови кои што ќе ги пренесуваат. Меѓутоа, кога тие пораки ќе станат веќе исцрпувачки, непотребни и ја презаситуваат јавноста, треба се смени нешто во пристапот и тука има простор за иновативност. А дека се вложени средства во кампањата, апсолутно да. Дека се ангажирани помагачи за кампањите, секако да, нормално, дека би било така. Не спорам бројни алатки кои што се употребуваат, некако често во контекст на тоа се користат и социјалните мрежи, во ред, и продукции и така натаму, меѓутоа, повеќе е прашање на иновативноста во обраќањето, да се види еден стратешки, конзистентен, рационален пристап во комуникацијата со граѓаните и секако локализирана и да одговара на спецификите на општините од каде што доаѓаат. Шокаровски, ако по утрото денот се познава, може ли овие избори да донесат некаков пресврт во волјата на гласачкото тело? Не мислам од политички аспект, во смисла да извлечат повеќе луѓе кои што ќе дојдат и ќе го дадат својот глас за кандидатот за кој што сакаат. Ако ги гледате и пораките што ги праќаат градоначалниците, но и ова аудиовизуелно, да речам, цела кореспонденција што партиите ја водат. Недостатъцова идеја плюс во имидж пиар на самите Тука идеја плюс. Тие самите рекламни пораки, токму од причина што, еве како што истакне колешката Тунева, актери и сцена. Значи, во смисол на тоа,
самите мрежни медиуми што 99-98 година започнуваат да бидат мејнстримови во американските рекламни пораки за локалните избори. Тоа е нешто кое што е веќе минато. Ако ние се враќаме толку во флешбекови назад, што ќе постигнеме? Оно што е, можеби малку, јас сега ќе зборам од аспект на аудиовизуелниот аспект, што го пренесуваат како порака е, нелогично е, сепак ќе се согласите, дека Безоглед ТВ еден гинеколог во исто време дава добри упатства кон детални урбанистички планови околу себе на дел од општински работници, а во исто време да речеме на некоја нива зима некој си од производите и објаснува во врска со тоа. Не можеме да бидеме умни насочени кон својата стручност. Не кажа никој своја слабост. Не кажа никој своја искрена елементарна слабост во таа диегеза на приказката наречена зошто сум добар. Имаше елементи помагам, приоѓам, ме познаваат. Може би и така, најверојатно кандидатите се избрани од луѓето, од корпусот на луѓе, кои што во локалната заедница имаат своје пледоаје и свој рейтинг, кој што е почитуван поради тоа што вработуваат луѓе, им помагаат и слично. Но пристапот на презентирањето на тие доблести и вредности бара една малку поинаква ракурсна композиција. Имено, тоа го кажав на почетокот. Јас сум еден од вас, некој, и е меѓу луѓето. Нормално го гледаме дека е меѓу нив. Јас помагам, гледаме дека помагам. Нормално е дека го гледаме тоа. Секогаш контрапунктот на аудитивниот сегмент треба да покаже нешто што не кажува визуелниот сегмент. Тоа го кажува баш еден човек кој што викаше браво синко, браво сине, тако треба. Значи, има една работа која што е многу битна. Ние во формата на презентирање на аудиовизуелните реклами прво треба да направиме концептот на генералната концепција на партиското или независното оние што учествуваат. Добро, но изборот на кандидати, претпоставувам, се водело тоа, колку е тој прифатен во локалната заедница. Да, ама кампањата е целосна, не е само преку реклама. И сега зошто тој би ги кажал во своите мани, еве, и од маркетиншки аспект? Заради тоа што така ќе му веруваме повеќе. Заради тоа што кога некој е искрен во своите мани, а тие се познати и на тие кај што живеат, многу поискрено ќе го прифати прво таа заедница и ќе гласа повеќе за него. Јас ќе се надоврзам на ова што го вели колегата. Мислам дека има едно ниво до кое што навистина треба да се биде реалистичен и да се упати на недоследностите, па и во својата работа. Не мора лично за своји карактеристики, меѓутоа за својата работа од претходно или за проблемите на кои што се наидува во општината. Работи кои што не можеле се решат. Ги ветила партијата, ги ветил политичкиот актер, меѓутоа не биле решени, има проблеми, да се биде објективен во тој настап, да се каже докаде се нештата за да се добие представа дека навистина работите и не може преку ноги да се сменат. Некако како нашето уво да е навикнато да очекува драматични решенија преку ноќ, меѓутоа тоа не е така во пракса. Во пракса знаеме дека работите не одат така лесно. Да ги сведеме сега работите на црно и бело. На минатите локални избори доминира кандидатите на СДСМ во победата и однесоа скоро над 90%. На 90% на победа. Сега тие луѓе ги бранат своите места, дел од нив ги бранат, дел од нив се заменети со некои други, а ВМРО ДПМНЕ како втора по големина македонска партија ги напаѓа. Тоа се две различни позиции. Таму каде што има резултат е лесно, има што да се каже. Таму каде што нема резултат е многу тешко, без оглед каква кампања ќе одберете, дали ќе употребите герила, дали ќе употребите нешто друго иновативно или креативно, или ќе бидете искрени и ќе кажете дечки, јас извинувам, ама не испорачав тоа што ви ветив на претходните избори. Зашто работите, иако изгледаат хаотични во концептот на пораките во моментот, ако ги сведеме на бројки, ја имаме оваа ситуација за која што сега зборуваме. Многу е малку известно, иако е известно, во некои средини да поминати кандидати кои што не се од спектарот на понудените на ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ,
може да има такви изненадувања, но во генералната слика зборуваме токму за ова. Тоа што ќе се случи е веројатно тоа што е рационално решение, затоа што локалните избори, за разлика од парламентарните и председателските, се многу порационални, тие не се романтични. Таму не се бара големата визија, големата слика, вашата ораторска способност. Таму се бара да излезете на терен со тие што Да, но прават... еве како што рековте вие, СДСМ сега го има хендикепот на, не знам, пар општини каде што евидентно немало резултати. И да. таму треба ли да го признае неуспехот? Па токму за тоа и колегите зборуваа. Како се добива доверба? Доверба се добива така што кога грешите ќе кажете да, грешев или грешам. Но сега го нудам ова и ќе биде подобро заради тоа. И тоа. Од друга страна, ВМРО ДПМН со полно право може да ги напаѓа тие општини кои што не дале резултат. Од друга страна пак имаме општини кои што дале резултат. И знаете што, и сакам да се надоврзам дека различно е да се зборува од позиција на некој кој што е носител на власт. Бидејќи она што се работело претходно е во прилог. И можеби и нема потреба да се бори допрва да се докажува на политичката сцена и да го добие заслужениот глас. Да не заборавиме и се надоврзувам на она што го кажавте претходно дека кампањата почна и порано отколку што беше законски определено. Сите сме свесни за тоа. Институциите реагирале, не реагирале, тоа е факт. Бидејќи почна да се одвива. И почнала можеби многу порано. И да речеме, тука има известна предност на страна на тие кои што се носители на власта. Бидејќи еве и медиумите како уште еден актер на сцена и самите тие известувале за постапките, делата, настаните, случувањата, размислувањата на тие политичари. Практично се во предност. А инаку не би била изненадена кога би се гласало нели за трети, иако постојано се изложени на реториката, можеби условно речено на две спротивставени страни. Па и граѓаните се понекогаш презаситени, едниот вели чашата е половина полна, другиот вели половина празна. И сега толку се изложени на различни реторики, практично создава конфузија, ќе се определат за нешто трето, па можеби тоа треба се случи. Благодарам. Тешко е дека нешто трето ќе може да помине, затоа што е многу сегментирано, 83 плюс 1. Да, меѓутоа, Ајде ќе ги направиме јас тие очекувам- математики, само ќе ве тука малку прекинам, веднаш после рекламите останете со нас. Се враќаме во отворено студио на телевизија 24. Господе Пеева, рековте, очекувам некаков тип на звезди во оваа политичка кампања. Гледам поединци кои што прилично се трудат да остават впечаток во јавноста, одбираат неконвенционални техники. Не би сакала да споменувам имиња и мислам дека сепак ќе се појават и некои нови личности на политичката сцена, многу повидливо отколку што тоа Добро, било не мора имиња, но да ги лоцираме во овој независен, да речеме, кампус, од таму ги црпите тие и од или и меѓу партиите од поголемите блокови. И од блокови? партискиот, каде што излегуваат со луѓе кои што до сега не сме ги виделе во јавноста, така што можеби локалните избори се една добра школа за креирање на нови политички лица кои што ќе се бават со реални работи, а градоначалничкото место е токму тоа. Да. Шокаровски, ние сме виделе дека од аспект на создавање една школа која што понатаму може да произведе лидери и политички лидери, во Македонија тоа градоначалниците се покажале. Еве најпосле ние имаме сега премиер кој што 8 години, можеби и повеќе беше градоначалник. Дали во оваа понуда што сега гледате вие од аспект на не само маркетингот туку и од аспект на она што може да се забележи во непосредната комуникација, можеме да видиме дека ќе се изнедрат нови лица низ оваа кампања? Тоа што е несомнено забележливо е дека постојат кадри кои што имаат многу поголема
можност да се представат, а во рекламите се представени многу малку. Нивните вистински квалитети. Например, не е битно дали познавам некого лично или не познавам лично, лоше е пристапено од страна на агенцијата која што го представува, немам забелешки, мислам, кон ниту една агенција, него која што го представува неговиот лик пред јавноста. Дека е во предност некој што веќе бил на власт, не мора да значи. Понекогаш тоа може да биде големо бреме. Бреме кое што не може да биде избришено ако не барем со изјавите и со сите работи кои што постои како документирани аспекти и артефакти кои што се кондицио sine qua non да народот веќе има нека изградена слика за нешто што е во тој контекст изработено. Меѓутоа, има и независни кандидати кои што имаат многу можности да дадат многу за ова општество, но еве, од тие 1.824.000 колку што ги имаме гласачи, ние несомнено ќе добиеме многу мал процент, тоа е јасно. Знаете ли зошто? Еве, ако земеме дека сме имале колку 120 и неколку општини, па ги намалихме на 80 во Република Македонија како гласачки ткива, одеднашка, значи, се прошири границата на действување на еден од тие локални кандидати. Значи, има повеќе можности да се прикаже себе си во пошироко поле. Не се представени сите линии на негов успех. И кога се представуваат само во суперлативи. Најголема забелешка од моја страна како човек кој што се бави со анализа на рекламите и со анализа на она што се нарекува аудиовизуелно представување, било да е тоа политичка кампања за било каков аспект, од страна на аудиовизуелниот ракурс, е дека нема искреност. А искреноста ќе се допринесе кога помеѓу 2-3 убави работи ќе се каже една лоша. Меѓу 2-3 убави работи една лоша. Заради тоа што таа постои. Не постојат идеални луѓе, идеални Но зошто е тоа така? Ајде сега И малку освен тоа, мислам дека партиите се научија и навикнаа дека со своите пораки за ќе и за тоа што го правам, ретко биваат казнувани ако на другата страна нема сериозна понуда. Политичка. Просто те споменавме дека многу градоначалници се успешни, тој и во светот. Градоначалникот на Париз станува, мислам градоначалникот. Значи имаме градови во кои што нивните градоначалникот на Лондон станува премиер. Значи имаме елементи кои што се јасни дека имаат они изградено некој своје политичко пледоје со дела. Ние не ги знаеме алумни сегментите на овие независни кандидати, а знаеме за повеќето овие што се представени од самите политички партии. И сега, во тој контекст, лошо се представени независните, затоа ќе имаат многу помалку шанси во смисла на нивните вистински квалитети, бидејќи се нема вметнато некоја линија на некоја слабост. Секој човек има слабост. И уште една работа што е многу битна. Ракурсот на представување на аголот на камерите што го користат при представување на кандидатите е секогаш некоја доминантна, значи долен ракурс, позиција каде што никогаш не го става во изедначена позиција. Тоа се психолошки елементи што делуваат на човековата психа, восприемувањето на елементите на она што е кампања. Потоа изборот на боите. Ако и ви имате на шареноликост од боја, ако ставите црвена боја со најголема ламда, ќе доминира и без да го издвуваме во покрупен план. Нема потреба да користиме работи малку во таа нестручност на семиологијата на некои тие кои што го работат спотот, треба да внимаваат и на тие мали сегменти кои што луѓето од 1895 година кога постојат подвижните слики веќе имаат наметнато психологија на размислување на тие подвижни слики. Но, во политички смисол, само во политички смисол, извинете, само што сакам да го кажем, политиката секогаш била променлива, како некоја синусоида. Таа секогаш се стремела кон тој кој што може да финансира повеќе, како и историјата била запишувана од оние кои што имале можности да ја запишат и имале повеќе сила да ја запишат. Првите реклами, зошто го кажувам ова, се уште во пештерите на Алтамира во Шпанија и во Ласко во Франција, каде што особено при движењето на животните со повеќе нозе што се представувани, имало и луѓе кои што биле предводени од човек кој што обично представуван поголем од другите луѓе во својот графизам. За да подоцна како што се
А тој бил всушност мал човек. Подоцна како што општеството се војувало, станувала и големината на човекот поголем. Но во еден степен, човековата големина не се мери само со неговата сила и моќ на тоа што го поседува како материјално богатство, него со делата кои што ги чини кон оние кои што се не толку моќни како него. Тоа го немаме представено во овие кампањи, според мене. Да, во кампањата, освен овие елементи кои што недостасуваат, да речеме, за кои што зборуваш Каровски, сега гледаме прв пат, можеби, дека најголемите политички блокови подеднакво почнаа да се обраќаат кон другиот етнички кампус, што до сега не било толку случај, дали таа политичка прагма веројатно ги натера и опозицијата да свртат кон тоа, меѓутоа колку тоа може сега да биде искрено восприемено во електоратот? Па мислам дека тој тренд не е нов. Тој тренд почна во два претходни циклуси изборни. Уште за време на парламентарните избори имаше и тогаш во една ваква слична дебата реков дека можеби за прв пат нема да зборуваме за меѓуетничките проблеми или проблемите меѓу заедниците, што навистина се покажува со текот на времето и со изборните циклуси дека тоа навистина е така. Ние можеби ќе имаме среќа да преминеме во една форма на граѓанско општество. И дај Боже да тоа што побрзо се случи и да не биде изненадување за никого утре да зборуваме на оваа тема. Тоа што изненади на минатите парламентарни избори е и ми ја поби тезата за која што зборував пред да се случи таа изборна кампања е слоганот на ДУИ, кој што беше прилично провокативен и прашањето СЕО зашто не е премиер албанец, кој што повторно ја врати приказната во една шина на која што ние бевме навикнати, иако самото реторичко прашање беше провокација за да се тргне по него наместо да се тргне по вистинските теми. Сега повторно се враќаме на оној очекуван граѓански концепт и мислам дека посебно за локални избори тој таков треба и да биде. Зашто ние прво веќе немаме ни човечки ресурси да понудиме кадар сериозен кој што ќе се нафати да извршува таква сериозна јавна функција како што е градоначалник или градоначалничка. Да бидеме искрени, без оглед што имаме еден тон кандидати, многу малку имаме квалитетни кадри кои што реално ќе се зафатат и реално ќе работат на теренот да го испорачат тоа што од еден градоначалник се бара. И затоа го поддржувам и не ме чуди вокабуларот на политичарите да излезат јавно и да поддржат кандидат од друга заедница, доколку тој или таа тие сметаат дека може да испорачат добар резултат за граѓаните. И тоа сакам да го видам како правило, односно како нешто што е вообичаено на овој простор. Да, тоа би било добро, меѓутоа прашањето на искреноста и колку тоа ќе се задржи се до можеби некоја следна кампања каде што ќе имаме ново или ПСЕО или зошто не или зошто да, но и колегите се знаат. разбира дека се враќаат во својата матрица првобитна партиите секогаш кога ќе се почувствуваат загрозени. Барем до сега било така. Колективизмот е можеби најголемиот непријател за кочењето на демократските процеси, на економските процеси, на се она што значи прогрес во оваа земја. Затоа што секогаш кога ќе зашкрипи во рейтинзите и во бројките на денот на гласање, се посегнува или по национално прашање, меѓуетничка тензија, или по демагогија и популизам, нудејќи решенија кои што можат да привлечат повеќе гласови на краток рок, но на долг рок прават огромна штета. И тоа, и потоа кога ние правиме пресек, ќе кажеме таа мерка беше лоша, за иднината на земјата сме нападнати од една голема група граѓани затоа што за нив во моментот носела бенефит, но на долг рок прави огромна штета. И ние мора да бидеме свесни пред да обвиниме било кого, сосед,
регионална асоциација, светска асоциација за нашиот делумен успех. Сме виновни само ние. Затоа што секогаш, кога ни стоеле на располагање решенија кои што ќе донесат прогрес во развојот, ние, не зборам за нас, се разбира и за граѓаните, политичките субјекти на кои што ние им даваме доверба, посегнувале по теми, односно решенија кои што носат победа на краток рок, но многу голема штета, односно зијан за општеството на долг рок. И драго ми е што сега барем тие меѓуетнички односи не се веќе предмет на разговори. Туна колку Има овие една- големи прашања? Околу овие прашања само сакав да се надоврзам. Има една димензија на колективизмот што јас лично ја сакам кога ќе забележам дека политичарите се обраќаат во име на целото општество и во име на секој граѓанин во општеството, а не користат реторика со која што на некој начин злоупотребуваат известни поединци и групи во општеството со цел да го придобијат нивното внимание. И токму е таа димензија што ние како граѓани ја очекуваме од нив, да забележиме дека во начинот на кој што настапуваат, во стратегијата и пораките што ги употребуваат, тие се обраќаат секому. И на тие што се информирани, неинформирани, едуцирани, недоволно едуцирани. И на луѓе кои што се немоќни по различни основи и на оние кои што можеби и се носители на моќ. За жал, тоа долго време отсуствувало во секакви изборни кампањи кои што сме ги имале наназад, а прилично често ги имало. Не верувам дека секој граѓанин се пронаоѓал во реториката и во настапите на политичарите. И од тука, ако тука нешто се менува, и тоа конзистентно се применува и понатаму и во делата кои што ќе следуваат, апсолутно е добро. Значи, таков вид на разбирање на колективизмот, граѓанското делување во име на сите граѓани, апсолутно го прифаќам, го очекувам како граѓанин и навистина мора да се работи на тоа. Во спротивно, секогаш ќе имаме изреволтирани граѓани кои што се чувствуваат на маргините на системот, ги нема, не се препознаваат не само во кампањите, не зборуваме овде само за кампања, туку и за она што следува после самата кампања и изборите. Тие луѓе, секој од нив треба се препознава во политиките, во акциите, во мерките кои што се преземаат и да не се чувствуваат оштетени како последица на неефективното делување на системот. Сме имале таква традиција со години наназад. Во колективизмот, ако ми дозволите само, кога веќе го детерминираме аспектот дека се представуваме како општеството, како група граѓани, дека застапуваме нечиј став, недостасува барометарот. Тоа го имала Шведска во многу своји кампањи и со многу едноставни примери го решавала со барометар кој што во текот на кампањата ги менувал и изразните средства на кампањата. Биле поставени обични порти на раскрсници, обични врати, на кои што има скрин лед. И на кој што, кој ќе застанете на раскрсници, ќе видите врата, ќе отворите. На мониторот има дежурен од штабот, кој што одговара на прашањата на тие што имат, кој ќе се изненадат што е ова е дел од кампањата и прават интерактивен барометар. И тој интерактивен барометар прво предизвикува внимание, значи во општеството нешто невообичаено во однос на кампањскиот пристап. А второ му дава да знае колку пати е отворена вратата, од кого и каков е ставот на тој што зборувал, комуницирал преку Skype камера со лицето што е дежурно во штабот, на еден таков барометар да му даде право да се представи во име на одредена група на луѓе. И исто така, постојат многу други начини на мерење на тој барометар. Лесно е, како во стилот на Луи 14, представиме јас сум. Меѓутоа, доказната постапка на тоа, овдека веќе имаат аргументирано и документирано. Ние овдека веруваме на зборови. Зашто мислите дека не го прават тој на свој начин, тој барометар политичките партии? Можеби си ги прават и анкети? Јас да ве прашам, веќе прашам секој обичен граѓанин директно на камера. Колку верува на анкетите на овластените куки кои што прават анкетни испитувања за одредена рейтинг одреден, како што нели телевизиите имат рейтинг варијантата, на едно лице кое што е кандидат на група. Колку верува реално во тие кампањи и самиот нека се праша себе си, еве, ако би бил секој од нас, може би кандидат за некоја партија, колку заслужувам да бидам јас кандидат, јас кога велам било кој што таа страна на екранот, кандидат на некоја партија и зошто?
таа мерка треба да постои, само евалуацијата. И евалуацијата да некој така се представи. Тоа ни недостасува кај нас во представувањето на колективистички колективизм. да е тоа така. Да. Ева, вие го начнате овој колективистички пристап и добро е што сега не е во таа мера изразен како што бил порано, па дури и за локални избори, но сега барем минатите неколку изборни циклуси ни се случува оној клиентелистички пристап во изборните кампањи, особено за локалните избори, каде патче, ограда, дрво исечено, не исечено, се може да игра некаква важна улога во прибирањето на гласови. Кога се додворуваш на една девојка, све има до граница до каде е тоа интересно, вкусно и забавно, и една граница кога станува дегутантно, досадно и го отфрлаш. И сега, ако мислеше на тоа, ми се чини дека понекогаш тоа додворување ги преминува границите на вкус, клиентелизмот во однос на политичките партии, односно нивните кандидати кон граѓаните. Не можете да понудите се. Се што ќе ви текне да понудите. И тоа го имаме. Една листа на проекти кои што е невозможно да се реализираат не во еден, во 10 мандати. Добро, тоа обично го прават и некои помали партии кои што дури рекоа на една дебата бевме, пловен Вардар ќе го направиме без проблем, вика, тоа се прави. Понудете 1, 2, 3 решенија и повторувајќите ги тие 3 решенија кон вашето гласачко тело, и така ќе биде почесно и подобро ќе бидете сватени од другата страна. Од друга страна, нудејќи работи за кои што е апсолутно јасно дека не можат да се случат, а при тоа имајќи во предвид и историјата што во минатото се случило, во еден момент станувате свесни дека таа порака едноставно ја одбивате, не ја примате. Тој клиентелизам веќе не држи вода, ми се чини, кај свесното, освестеното гласачко тело. Веќе се повеќе рационално ќе се избира. Ме чуди што нема храброст повеќе кандидати да кажат и да ветат дека својата општина и сите нејзини служби ќе ги постават на нет. Значи сите документи, процеси ќе бидат поставени на нет, ќе можат да се следат, ќе можете да закажете термин таму, да не чекате пред вратите на администрацијата, да го знаете службеникот, да напишете мејл, да добиете одговор. Па не ни требаат на нас вселенски бродови, ни фали систем. Дајте им на граѓаните ветување дека ќе направите систем. А тоа во ова време на интернет, на постоење на милион канали на комуникација е многу едноставно. Само треба посветеност и волја. А тоа до сега јас не сум го забележала како понуда кај кандидатите. Така транспарентноста добива на најголема јачина, така службениците во администрацијата се на секојдневен тест. Ако поставите рок од толку и толку дена за одговор за ваше барање или интервенција на терен во толку и толку дена, ние нудиме само ad-hoc решенија кои што фино звучат за време на кампања, а потоа во реализација ќе направиме нешто што делумно ќе личи на тоа и со тоа сме исполниле политичката понуда што сме ја дале. Вистински посветени кандидати на транспарентност, на извршност, на ефикасност и менаџирање на својата локална заедница би ја поставиле целата своја работа отворено на интернет и сите нивни служби. Прашањето е дали воопшто сакаат да биде поставена работата отворено на интернет, Тоа е и моето прашање. Некои веројатно имаат проблем со транспарентноста заради други работи, Тоа е абсурдот, заради криминалот. Младен. Тоа е абсурдот за кој што зборуваме сега. Значи, кандидатите се представени во суперлатив, со решенија кои што се условно речено бомбастични за своите граѓани, а базичните решенија што доликуваат на една демократска средина,
на едно демократски развој на локална самоуправа не се нудат, а тоа е креирање на систем кој што ќе биде лесно проверлив од сите, односно од граѓаните на општината за која што зборуваме. Господи Лоренциш, вие споменавте, нели, 3 работи по кои што ќе ги препознаваат. Дека се тие вистинските нивни трейдмаркови. Ако се сеќавате на кампањата на Борис Џонсон, он немаше платени реклами, имаше свој мобилен телефон и го вклучуваше на Twitter или на YouTube или на било кој канал и зборуваше што ќе направи од кола додека прави чај, додека прави било што. И не даде ниту половина од сумата која што одреден број партии имаат дадено за овие рекламни пораки. Борис Џонсон се избори за своето место едноставно со својот мобилен телефон и со бесплатните долги коментари што ги имаше во контекст на одредени само 3 или 4 битни работи во однос на отчетноста, за да стане премиер на Обединетото кралство на Велика Британија и Северна. Значи, не треба многу нити кампањи, ниту Треба концепт. напор, треба концепт со едноставна понуда и едноставно обраќање до граѓаните. Тоа го сугерирате. Но има и некој кој што го наблюдува и го следи сето тоа. Да не ја заборавиме тука и моќната улога и на медиумите, а и на граѓаните истовремено. Ние сме изложувани постојано на бројни ветувања, меѓутоа да не ја подценуваме тука моќта на размислувањата, перцепциите и вредностите и очекувањата што ги имаат граѓаните, а истовремено и улогата на медиумите. Се разбира, ако го исклучиме и ја исклучиме онаа димензија на клиентелизам која што таму се појавувала исто низ времето, па можеби ќе ја видиме и сега. Така што нека зборуваат политичарите тоа што имаат да го кажат, нека го кажат, а има тука една критичка маса на луѓе и на други чинители кои што ќе проценат како понатаму. И во таа смисла имам големо очекување од медиумите. Јас споменав и на почетокот и така и ќе продолжам. Тие треба на вистина да ја подпомогнат да го подпомогнат барањето на граѓаните за транспарентност од страна на политичарите, да подпомогнат да биде задоволено тоа барање и да проценат докаде реалистично настапиле или не. Какви се штетите што ги создавале или ќе ги создаваат допрва и кои се проблемите кои што се појавуваат. Не буквално да се следи она што ќе го кажат, сервисно да се покрие и така натаму. Една појава која што со години наназад ја следиме, па така и реториката која што содржи дезинформации. Медиумите да ја поттикнат квалитетната дебата, а не само она која што ќе го мери времето и да не биде кандидатите. Едноставно трансфер на реториката на политичарите таква каква што е, па и кога содржи лаги, дезинформации и манипулации, и буквално тоа да си се прелева онаму каде што не треба. И понатаму сето тоа треба да биде добро анализирано и да се види, бидејќи знаете, дезинформациите се како да кажам, како лебарки, кога ќе ги осветлите, тие ќе се разбегаат, ама тие продолжуваат да се движат понатаму. Некој треба да го адресира и тој феномен, а тој е поврзан и со транспарентноста во работењето и со програмите на дејствување и со многу чекори кои што ги преземаат политичарите. Ние кај многу кандидати гледаме класични елементи на подкуп кон граѓаните. И тоа во нивната легална понуда. Ако ме одберете мене за градоначалничка, ќе добиете бесплатни екскурзии за децата, бесплатни ужинки, бесплатни, не знам, спортски активности, бесплатни... Дали тоа, значи, тие пари не се ваши, па да нудите на одредени категории привилегии од заедничките средства. Дали тоа не е подкуп? Дајте ми системски решенија, нешто што долгорочно ќе врши работа на таа општина. Нешто што ќе даде нова вредност, условно речен апгрейд на квалитетот на живот во таа општина од тоа што било претходно. Не ги јадете парите со екскурзии, со ужинки, со нешто што не создава ново ниво на квалитет во живењето. И ние се навикнавме, ние тоа си го прифаќаме, бесплатна ќе биде струјата. Тоа не е возможно. Ако ги следиме тековите на цената на струјата, прашање е прво дали ќе ја имаме и по која цена ќе ја плаќаме, како што тргнало на регионално и светско ниво.
Но тука вие можете и таква понуда да чуете. Значи, мене лично, како граѓанин, ми пречат таквиот тип на понуди. Тоа ми е некако многу дрска понуда кон граѓаните во желбата да се добие нивниот глас. Ќе ви дадам нешто бесплатно, не давате вие. Ништо вие немате, вие сте кандидат и кога ќе дојдете ќе ги трошите нашите пари. И немате право да располагате со такви пакети на добротворни. Се знае кој треба да има. Јас сум за и бесплатни екскурзии, и бесплатни овакви оброци во училиште, но оние социјални категории на кои што тоа им е потребно, а не на сите. И на оние деца на кои што им е потребна поддршка треба ние да се фокусираме и да инвестираме на нив, но не на сите. И тука ми пречи тој колективизам. Да. И мене ми смета искрено она што недостига во целиот овој зафат, да речеме, поврзувањето и со други и анализа на она што има да го соопштат институциите, граѓанскиот сектор. Секој работи и анализира политиката на дејствување на општините. Произлегуваат бројни проблеми кои што не се решени. Зошто не се покаже дека се функционира во еден систем? Дури и политиката мора како граѓани да ја доживуваме дека е нешто изолирано и не е дел од целот. Да покажеме дека адресираме проблеми за кои што многу пати алармирал граѓанскиот сектор. И благодарение на тој граѓански сектор ние сме свесни какви се проблеми постојат во општеството, токму на активноста на тој сектор, за да знаат како понатаму да настапат. Па нека покажат дека анализирале во својата реторика и дејствување, да покажат дека анализирале што размислуваат другите, какви се анкетите, какви се перцепциите на граѓаните. Не дејствуваме сами. И треба да се покаже таа поврзаност. Добро, јас ви благодарам што бевте вечера гости на 24 отворено. Се гледаме во некоја наредна прилика. Секако, почитувани гледачи, останете и натаму со програмата на телевизија 24.